Учебникот Граѓанско образование за 8 одделение заминува во историјата. Министерството за образование го повлече учебникот поради спорна дискриминаторска содржина. Одлуката следи по притисокот од јавноста и иницијативата на мрежата за заштита од дискриминација. Тие поднесоа представка до народниот правобранител, а тој пак реагирал до ресорното министерство. Велат, скандалозно е деца да учат дека само почитуваните жени и здрави мајки можат да обезбедат здрави семејства. Се наведуваат погрешна слика за тоа што е родова рамноправност и за тоа што се женски права. Потоа се наведуваат да биде фаворизирана само една религија, што е спротивно на уставот и за нас е недозволиво, повредена е секуларноста во образованието. Од Министерството велат дека учениците ќе учат според прирачници кои се во подготовка, а веќе следната недела се очекува да стигнат во училиштата. Ресорната министерка реагираше дека дел од училиштата и покрај одлуката за повлекување на учебниците, истите ги делеле до учениците. Најави дека ќе бара одговорност. Во некои училишта дури биле поделени повлечените учебници, значи тоа е спротивно на решението кое што јас го донесов. Ќе бидат испратени повторно укажувања и писма до оние училишта, до сите училишта, но со посебно укажување до оние каде што имаме информации дека и покрај тоа што постои решение за повлекување на учебник, тие им биле доделени на децата во пакетите со учебници. Народниот правобранител вели дека е недозволиво вакви учебници да бидат дел од образовниот процес, бидејќи од нив зависи какви генерации ќе излегуваат од училишните клупи. Го повикувам Министерството за образование и наука. И те како да води сметка по однос на учебниците, поготово тие во основно и средно образование. До сега беше повлечен и учебникот по општество за 4-то одделение, а Министерството за образование најави дека учебниците ќе подлежат на ревизија. Дополнително има законски измени за основно и средно со кои ќе се намалуваат бројот на часовите и административните обврски на наставниците.